Повеќе од 7 недели околу 120.000 етнички ерменци од Нагорно Карабах немаат пристап до надворешниот свет. Од 12 декември е затворена единствената маршрута, позната како Коридор Лачин. Хасмик Мурадијан е раселена со своето мало дете од регионот Хадрут во Нагорно Карабах како резултат на војната во 2020 година. Վերջին անգամ առևտուր եմ արել տալոնով։ Последен пат што купив нешто беше со купон, зејтин, ориз, шекер, леб печам на шпорет, бидејќи нема ни газ. Поголемиот дел од регионот населен исклучиво со етнички ерменци падна под контрола на Азербејџан по едномесечната војна во 2020 година. Од тогаш Азербејџан од време на време го попречува слободното движење низ коридорот Лачин. Но почнувајќи од 12 декември, група азербејџански цивили кои се опишуваат себе си како екоактивисти, го блокираа патот и ефективно ги спречија сите обиди на руските мировници да ја прекинат блокадата. Во разговорите со американскиот државен секретар Ентони Блинкен, председателот на Азербејџан Илхам Алиев инсистираше на тоа дека патот останува отворен. Но Блинкен го повика Алиев повторно да го отвори коридорот Лачин, нагласувајќи го ризикот од хуманитарна криза во областа. Истеј департментот вели дека ситуацијата ги запира сите надежи за траен мир меѓу Азербејџан и Ерменија. Во моментов ситуацијата со коридорот Лачин е пречка за каков било напредок во мировниот процес. Покрај нашата загриженост за хуманитарната ситуација, фокусирани сме на итно повторно отворање на тој коридор. На 19 јануари, Европскиот парламент усвои резолуција со која се повикува Азербејџан веднаш да го отвори коридорот Лачин. Но во моментов блокадата продолжува. Училиштата и градинките се затворени од 18 декември, бидејќи нема газ за загревање на просториите. Не можевме да ги задржиме децата овде, бидејќи собите се студени. Црвениот крст работи на трансфер на тешко болни пациенти од Нагорно Карабах во Ерменија. Во меѓувреме недостигаат храна и медицински материјали. Два пати бевме хоспитализирани во еден месец. Светлата се исклучени, нема газ, многу е тешко. Детската формула ретко ја има во аптеките, а воопшто нема пумпи. Многумина од 120.000 жители во регионот се прашуваат кога ќе заврши блокадата.